Цивил медија. 30 август 2019 година. Вест на денот. Избран новиот претседател на Совет на јавни обвинители. Членовите на Советот на јавни обвинители за затворени врата денеска едногласно го изгласаа Аце Колевски за нов претседател на Советот. Колевски е обвинител од 1997 година, а член на Советот од минатата година. Една од првите задачи на Советот, предводена од Колевски, е постапката за разрешување на Катица Јанева, која ја започна уште вчера. Колевски денеска оцени дека случајот рекет во кој осумничена е Јанева фрла дамка врз целата јавна обвинителска функција. На наредните избори ќе победи коалицијата на СЗСМ, одговориле 26,6% од испитаниците на анкетата на Тим Институт, што од 10 до 20 јули на примерок од 1024 испитаници ја спровел за потребите на владеачката партија. Повеќе од 43% испитаниците рекле дека нема да гласаат, уште не одлучиле или одбиле да одговорат се дел од резултатите на истражувањето. Шекеринска, Северна Македонија де факто функционира како членка на НАТО. Членството во НАТО е прашање на недели и никој нема дилеми дека земја функционира како де факто членка на Алијансата. Ја добивме поканата, многу брзо и успешно го завршивме процесот на преговори и ниту една земја членка не отвори ниту едно спорно прашање за ратификација на протоколите. Изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска на потпишувањето на договорите со питомците за стручно способување и усовршување на воената академија генерал Михаило Апостоловски. Флеш вести. Министерот Никола Димитров учествуваше на неформален состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки и земјите кандидати за ЕУ. Поранешните работници на ОХИС денеска повторно излегува на улиците во Скопје, каде бараат да им се исплатат 24 за останати плати, обврска уште од 2008, 2012 и 2013 година. Судењето за уравањето на комплексот Космос ТНТ на СЕО продолжува со сослушување на сведоци предложени од одбраната, откако судечкиот совет го отфрли барањето на одбраната за одложување на главната расправа до целосно решавање на состојбата со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која е во притвор како осумничена за случајот рекет. Цивилни активности. Македонија ќе биде мала Швајцарија ако функционерите работат како што треба, одговори еден од анкетираните граѓанки и граѓани во Стара Скопска чаршија, кој одговара на прашањето каква иднина имаме, црна или зелена. Анкетата беше дел од проектот Зелена иднина што Цивил го спроведува во соработка со Хајнрих Бел од Сараево. Иницијативата Крај за расипништвото, која е покрена Цивил со барање сите привилегии на функционерите именувани или избрани на локално и централно ниво да се укинат, односно да се редуцираат до ниво што е прифатливо за една сиромашна земја која се декларира како социјална држава, според уставот, завршува на 7 септември. Но Цивил ќе ја продолжи иницијативата во интензивирана комуникација со јавноста и со институциите. Мисла. Сонг е голија, Давид носи пелени. Како Сонг действуваше во последните 10 години. Сонг беше репрезентативен синдикат кој екстерното оценување овозможи да се прават списоци со казнити наставници, затоа што нивните оценки не се совладале со АБЦ квизот, уникат на светско ниво. Сонг беше тука кога се донесе законот за заменски наставници, кој верувам дека се коси со уставното право на штрајк, пишува Владко Секуловски, наставник по англиски јазик во основното училиште Петце Даскалот во Долнени. Кому му треба штрајк на наставниците? Што се случува со најавениот штрајк? Ова е илустрација за манипулациите со работничките права, а не за борба за повисоки плати. Како тоа? Сонг потпиша колективен договор со министерот за образование Арбер Адеми, според кој бруто минималната плата во образованието е 13.000 динари во услови кога во државата нето минималната плата е 12.000 динари, односно брута плата е околу 18.000 динари според закон. Чиста манипулација, се надоврзува Џабир Дералов со својот денешен рафал. Самсара. Будизмот, кој ќе се обидам да го применам како решение на нашиот проблем на општествена самсара, учи дека треба да се ослободиме од транзицијата, од тие сукцесивни ренесанси за да бидеме мирни со себе си. Еден од начините е скромноста, што речиси секому сурово му недостига, пишува Тања Кармзова Костиглиола. Тендерите се најефикасен инструмент за релаксирање на меѓуетничките односи. Поентира за крај на денот Џевдет Харедини. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.